на канал Пус телевизија. Добро вечер. Следуваат настаните кои што го одбележа овој петочен ден. Проектот за изградба на крушен тек на дуплиот мост беше избран за приоритетен проект од страна на учесниците на петата форумска сесија од буџетскиот форум во Кочани. Три нови специјализации доби здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево, и тоа специјализација по вонболничка педијатрија, специјализација по офталмологија и по кардиологија. Општина Виница издвои околу 130.000 денари за спроведување на неколку акции за заловување на кучињата скитници. Првата беше спроведена деновиве. Државната изборна комисија попладнево ја продолжи седницата за разгледување на приговорите со расправа по поднесокот од коалицијата предводена од СДСМ за гласањето во избирачкото место 2016 во ТРЦ. По првичната расправа, мнозинството члenoви на ДИК одлучија да се пристапи кон увид во целокупниот избирачки материјал за ова избирачко место. При разгледувањето на овој приговор по барање на ДИК денеска на седницата присуствуваа сите члenoви на избирачкиот одбор од избирачкото место 2016 со цел да го потврдат избирачкиот записник. Во меѓувреме, во 6 гласа за и 3 против, ДИК го усвои приговорот од движењето БЕСА кој се однесува на постапката на гласање за избирачко место 0396/1 во Гостивар, за кој беше побарано графолошко вештачење на потписот на еден гласач, за кој се утврдило дека има убит за гласање по втор пат. Одлуката е донесена откако до ДИК денеска беше приложен извештај од графологот, според кој утврдено е дека некој друг гласал во име на посочениот гласач и се потпишал во изводот од избирачкиот список. До сега ДИК одби 4 приговори поднесени од коалицијата предводена од СДСМ и 7 приговори од движењето БЕСА. На денешната седница ДИК го одби приговорот од коалицијата предводена од СДСМ за гласањето во избирачкото место 1978 во Тетово. Пред просториите на Државната изборна комисија и денеска се собрани граѓани кои протестираат за, како што посочуваат, да спреча да биде одземена волјата на мнозинството гласачи. Со незаконската одлука за графолошко вештачење не само што ДИК активно се вклучи во фалсификување на волјата на народот, туку испраќа во затвор невини луѓе само за да ги задоволи политичките амбиции на СДСМ, истакна Никола Тодоров од ВМРО ДПМНЕ. Јавноста треба да знае, додаде Тодоров на пресконференцијата, дека Фатиме Сулејмани не пријавила ниту дека е изгубила личната карта, ниту дека некој ја украл, а таа лична карта е заведена во избирачкиот список и многу е веројатно согласно исказите на сите члenoви на избирачкиот одбор, јавно кажани вчера дека таа лична карта е искористена за гласање. Јавноста вчера виде дека присутните члenoви на избирачкиот одбор и по идентификација, и по лична карта, и по проверка со УВ ламба утврдиле дека граѓанката веќе еднаш гласала и има траги од спреј на прстот. Сега ДИК го оспорува нивниот исказ. И заради тоа, и заради нарушување на изборниот процес, ги праќа во затвор Бера Тусеини, Катерина Миновска, МС Абас, Богица Василевска, Тајана Ѓурчиновска, Златко Ѓоргевски и Јајсел Мемеди, кои што се члenoви на избирачкиот одбор, заменици члenoви или наблюдувачи. Јавноста треба да знае дека Фатиме Сулејмани не пријавила ниту дека ја изгубила личната карта, ниту дека некој ја украл, а таа лична карта е заведена во избирачкиот список. И многу е веројатно, согласно исказите на сите члenoви на избирачкиот одбор, јавно кажани вчера, дека таа лична карта е искористена за гласање. Ова е изборниот инженеринг, за кој што предупредувавме како ВМРО ДПМНЕ. Ова е сценариото на постизборен инженеринг, што треба да биде реализирано по нечија наредба. Членовите на ДИК, кои излегува надвор од своите надлежности, треба да размислат дали заради вакво сценарио се подготвени да испратат во затвор
7 луѓе. Штипските јавни предпријатија Стипион и Исар ја подготвија програмата за работа за 2017 година. Со низа нови проекти значително ќе се подобри инфраструктурата и водоводната и канализационата мрежа. Новината за СМС наплата на паркинг, кое ова јавно предпријатие најавува веќе подолго време, ќе се реализира наскоро. Двете штипски јавни предпријатија Исар и Стипион ја подготвија новата годишна програма за 2017 година. Улиците кои беа асфалтирани оваа година, сите се влезени во новата програма за одржување, а исто така се предвидени и нови улици кои треба да се реконструираат. Во истата програма за одржување на улиците и локалните патишта ќе влезат и новите локални патишта кои што се асфалтирани оваа година, тоа е Сува Грло, Горачино, улиците во Лесковица, Селце и така натаму. Што се однесува до зимската програма, таа останува иста, ние сме спремни јавното предпријатие, значи сите, така да речем, стара нова програма, со мали измени у оној технички дел каде што ние за побрза ефикасност и подобро работење во оваа зимска програма ќе направиме некои сами. Новината за СМС наплата на паркинг, кое ова јавно предпријатие ја најавува веќе подолго време, останува да се реализира со донесувањето на новата програма. До сега биле распишани 2 тендери кои неуспешно завршиле. Наскоро се очекува да биде распишан и трет тендер за избор на оператор. Со воведувањето на СМС пораките ќе бидат исти цени, цените ги задржува, односно ги донесува Советот на општина и сметаме дека со воведувањето на СМС пораки ќе биде олеснето на граѓаните за наплата на околу овој паркинг просторот. Затоа што тие нема да бидат зависни од нашите оператори кои што се на терен, туку самоиницијативно ќе ја впишат само пораката и веќе влегуваат во систем. Во планот за работа на јавното предпријатие Исар за идната година е реконструкција и проширување на водоводната и канализацијската мрежа, искуп на нови и санација на постоечки бунари од кои градот се снабдува со вода. Јавното предпријатие Исар идната година планира да го обнови возниот парк со специјални возила за собирање смет. Исар одржува околу 130.000 метри квадратни зелени и паркови површини, за кои идната година планира да потроши околу 13 милиони денари, а над 3 милиони денари општински средства ќе се потрошат за уредување и одржување на градскиот стадион. Ова е дел од програмата на јавното предпријатие Исар, која денес ја поддржа Комисијата за урбанизам на Советот на општина Штип. Граѓаните на Кочани го креираа буџетот на општината за 2017 година. Проектот за изградба на кружен тек на дуплиот мост кај гимназијата беше избран за најприоритетен проект од страна на учесниците на 5-та форумска сесија. Во рамките на партиципативното планирање на буџетот на општина Кочани за 2017 година на 5-те форумски сесии, граѓаните имаа можност со своето партиципативно учество да придонесат во креирањето на буџетот за 2017 година, преку давање на нивни предлози, решенија за тоа што тие сметаат дека е најпотребно и најприоритетно за локалната заедница и го предлагаат да се реализира следната година. На 5-та и последна форумска сесија беа представени 30 избрани форумски приоритети, проекти кои форумот ги предложи до општината да станат составен дел на буџетот и програмите на општината за следната година и со тоа да бидат реализирани. Проектот за изградба на кружен тек на дуплиот мост беше избран за најприоритетен проект од страна на учесниците на 5-та форумска сесија од буџетскиот форум што се спроведе во Кочани. Овој проект доби најголема поддршка од граѓаните во процесот на приоритизирање на вкупно 30 проекти, кои претходно беа селектирани од страна на работната група на форумот. Општината што изразила волја и желба да спроведе буџетски форум, значи дека мислењето и она што им е потребно на граѓаните е битно. Всушност тоа се покаже и во изминативе форумски сесии, каде што од страна на предлозите, од страна на граѓаните, тоест граѓанските предлози, посебно по програмите од 3-та и 4-та форумска сесија, може да кажеме дека на 3-та сесија беа дадени некаде околу 59 предлози по буџетските програми, од кои што општината се произнесе позитивно за 47 од предлозите. На 4-та форумска сесија имаме некаде околу 50 граѓански предлози, исто и тука општината се произнесе позитивно за околу 30 од нив. Од скупно 14 селектирани буџетски програми пак најголема поддршка доби програмата за образование на општина Кочани за 2017 година.
Секретарот на општина Кочани Петар Апостолов им се заблагодари на граѓаните за нивното учество во буџетскиот форумски процес и за придонесот во креирањето на општинскиот буџет за 2017 година. И вети дека општината ќе направи напори да ги реализира најприоритетните 30 проекти произлезени од буџетскиот форумски процес, како и останатите приоритетни предлози проекти произлезени од форумот, а кои не влегоа во 30-те приоритизирани проекти и кои како препораки во име на општината ги прими од страна на граѓаните на форумот. Работната група на проектот ќе го следи спроведувањето на приоритетните програми и проекти на буџетскиот форум, а на 6-та форумска сесија, која треба да се одржи во февруари 2017 година, општината треба да даде отчет за реализираните форумски одлуки. Општина Виница издвои околу 130.000 динари за спроведување на неколку акции за заловување на кучињата скитници. Првата беше спроведена деновиве. По низа реакции и конкретни ситуации на лична одбрана или самоодбрана од кучињата скитници, виничани конечно ќе можат да здивнат. Деновиве беше спроведена првата акција за заловување на кучињата скитници, откако претходно во тендерска постапка општината избра фирма од Куманово, ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков. Оваа акција денес се изврши во градот Виница, не во населените места, бидејќи по реакција од страна на граѓаните најмногу кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња имавме во градот Виница, претежно во централното градско подрачје и околу основните училишта Гоце Делчев, Славчо Стојменски, Ванчо Прке, како и околу детската градинка. При денешната акција беа заловени 15 кучиња скитници, односно и нерегистрирани кучиња, и истите од страна од правниот субјект од Куманово ќе бидат третирани соодветно согласно законот за благосостојство на животите. Така еден дел од овие кучиња скитници кои се заловени во градот Виница ќе бидат после третирањето ќе бидат вратени во градот Виница, додека дел од овие заловени кучиња ќе бидат дадени на вдомување. Во наредниот период ќе следуваат и други акции за заловување на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња, но овој пат акциите ќе бидат спроведени во населените места во општината, додека по потреба исто така ќе биде спроведена и друга акција за заловување на овие кучиња скитници и во градот Виница. Со оваа тендерска постапка, општина Виница има издвоено 127.000 денари за заловување на кучињата скитници и дополнително се очекува уште една акција во поголемите населени места во општината. 3 нови специализации доби здравствениот дом Гоце Делчево Делчево. Специализацијата по вонболничка педиатрија веќе е во тек, а по една специализација по офталмологија и по кардиологија ќе стартуваат од јануари идната година. Две нови специализации доби здравствениот дом Гоце Делчево Делчево, специализација по офталмологија и специализација по радиологија, истакна директорката примариус доктор Тонкица Петровска. Дополнително, уште една предходно одобрена специализација е во тек, специализацијата по вонболничка педиатрија. Имаме докторна специализација по вонболничка педиатрија, оваа специализација тече и сега пред 2 недели доделивме уште 2 специализации, специализација по офталмологија и специализација по радиологија, кои што најверојатно треба да почнат со специализација во почетокот на 2017 година, а може би уште во декември, тоа зависи од Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Дополнително, како што најави примариус доктор Тонкица Петровска, со нови инвестиции во набавка на нови апаратури, замена на дел од старата столарија и многу други, ќе се подобруваат условите како за пациентите, така и за персоналот во здравствениот дом Гоце Делчево Делчево. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика и годинава детската градинка Весели Цветови од Делчево активно се вклучи во реализирањето на проектот Здрава храна за детство без мана. За таа цел вработените во Делчевската предучилишна установа ја подготвија така наречената здрава трпеза. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика и годинава детската градинка Весели Цветови од Делчево активно се вклучи во реализирањето на проектот Здрава храна за детство без мана.
Ако минатата година родителите и дечињата беа активни носители на проектот, годинава самите вработени во Делчевската предучилишна установа ја подготвија така наречената здрава трпеза, чија главна цел е на децата да им се долови терминот здрава храна, а воедно да се запознаат и со бенефитите од правилниот начин на неизино консумирање. Во соработка со МТСП, ние вработените во градинките, секоја година имаме реализација на проекти кои што се поврзани со здравата храна. Значи, начинот на одгледување на здрава храна, консумирање на здрава храна и запознавање на децата со здравата храна и правилниот начин на користење на здравата храна. Затоа ние секоја година традиционално во нашата градинка организираме настан здрава трпеза, здрава храна за детство без мана, секоја година на 16 декември. Улогата на нас како вработени во градинките е едукација на децата за здравата храна, за правилниот начин на здрава храна и да ги научиме децата уште мали да ја препознаваат здравата храна и правилниот начин на консумирање на здравата храна. Минатата година во овој проект, во овој настан беа вклучени родителите, а сега наред сме ние вработените во нашата установа. Едукацијата на децата за здравата исхрана во детската градинка Весели Цветови во Делчево се надополнува и низ процесот на одгледување сопствена зеленчукова градина, преку која децата може да се едуцираат за начинот на кој се садат зеленчукот и овошето, но и за хранливите состојки, а воедно и да се стекнат здрави навики, со што во иднина ќе се влијае на создавањето на навиките за здрав живот на секое дете. Имаме вклучено и овошје и зеленчук во исхраната на децата. Исто така имаме вклучено за појадок и житарки. Имаме зеленчукова градина во дворот на нашата градинка, каде што децата го следат процесот на одгледување на зеленчуковите плодови кои што се садат во зеленчуковата градина и целиот нејзин процес го следат од нивното садење па до добивањето на зеленчукови плодови. Инаку Министерството за труд и социјална политика преку програмата за едукација на децата во процесот на предучилишно воспитување во последните години во речиси сите предучилишни воспитно-образовни установи во државата практикува вакви проекти за истакнување на предностите на здравата храна. Традиционален новогодишен концерт на народни песни и ора ќе се одржи во организација на Сдруженијето на пензионери Кочани по повод 70 годишнината на пензионерската организација на Македонија. Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија на истакнати поединци од Кочанското здружение ќе им врачи признанија. Сдруженијето на пензионери на Кочани во големата сала на Центарот за култура Бели Мугри в сабота го одржува традиционалниот новогодишен концерт на народни песни, музика и ора, на кој ќе настапат фолклорните ансамбли од Сдруженијата на пензионери од Кавадарци, Куманово, Прилеп и Кочани, со традиционални народни песни и ора од Кавадаречкиот, Прилепскиот, Кумановскиот и Осоговскиот крај. Пред концертот се очекува на пригодна свеченост под председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија Салтир Каровски, на истакнати поединци од Кочанското здружение да им врачи признанија по повод 70 годишнината од пензионерската организација на Македонија. Од Кочани добитници на плакети на Сојузот се градоначалникот Радко Димитровски и Ѓорги Серафимов, председател на Сдруженијето на пензионери Кочани, додека добитници на признанија се Сдруженијето на пензионери на Кочани, Културно-уметничкото друштво на кочанските пензионери, како и Мирко Анакиевски, Костадин Стојанов и Киро Герасимов. На свеченоста, председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани, Ѓорги Серафимов, на 34-цата поединци и организации ќе им врачи плакети во знак на благодарност за успешната соработка со Кочанската пензионерска организација. Свеченоста, што ќе се одржи во големата сала на националната установа Центарот за култура Бели Мугри, ќе биде затоплена, а влезот на концертот е бесплатен. Со ова, Сдруженијето на пензионери Кочани одбележува годишнината од постоењето на Сдруженијето и 70 години пензионерско организирање во Македонија. Православните христијани утре ќе го слават денот посветен на светата великомаченица Варвара. Овој празник означува периодот кога конечно ноќта престанува да се зголемува за сметка на денот. Утре 17 декември православните верници ја слават светата великомаченичка Варвара и свети Јован Дамаскин. Света Варвара е еден од поголемите христијански празници, посветен на светата великомаченица и обично се празнува со домашни служби. Светата великомаченица Варвара настрадала во 306 година.
Незините мошти се наоѓаат во Киев, а Светото предание сведочи дека таа повеќе пати се јавувала некогаш сама, некогаш со Пресвета Богородица. Православна црква се спомнува за светата маченица Варвара и за свети Јован Дамаскин. Светата маченица Варвара била ќерка на богат човек кој бил поверен езнабожец. Тој ја затворил својата ќерка во висока кула и ја снабдил со се за да не дојде до допир со христијанството. Но по Божја промисла таа го запознала христијанството и многу го засакала. Кога дознал незиниот татко за тоа, ја предал на мачење за да се откаже од Христа. Но после многу мачење, таа не се откажувала од Христа и затоа била и погубена од раката на својот татко. Истиот ден во куќата на татко ја удрило гром и го убила. На утрешниот ден православните христијани варат пченка за да се завари, да се затече житото во полето и во амбарите. Во некои краишта со овој празник е поврзан и обичајот полазник. Со утрешниот празник започнуваат и неголемите зимски христијански празници. Соработници на Рускиот центар за примирие евакуирале од источните делови на сирискиот град Апело над 6462 луѓе, меѓу кои повеќе од 3000 бунтовници и 300 ранети. Податоците се за првото деноноќе од операциите за евакуирање цивилно население и бунтовници. Сите автобуси со кои се пренесуваат луѓето се придружувани од офицери на тој центар и соработници на Црвениот крст. На маршрутата се поставени и контролни пунктови за да се избегнат провокации. Рускиот центар ги следи операциите со дронови на кои има камери. Израел уништил во 2016 година вкупно 866 објекти, при што без дом останале 1221 палестинец, од кои половината деца, изјавија дипломати на Европската унија. Меѓу разурнатите објекти има и такви кои се изградени за палестинците на Западниот брег, по различни програми како и помош од Европската унија со вкупна вредност од 536.000 евра. Станува збор за опрема и објекти кои според дипломатите Израел ги разурнал во конфликтот. Израел поведе остри ограничувања врз секоја палестинска активност во таа зона во која продолжува да се гради еврејски населби, а заштитните зони околу нив постојано се шират. Во специјалната декларација на Европската унија по тоа прашање остро се осудуваат активностите на израелските власти. Највисоко ниво на тревога објави Јужна Кореја поради епидемијата на птичји грип и одвои дополнителни средства за борба со болеста, од која угинаа над 10% од живината во државата. Првите случаи на зараза со вирусот H5N6 беа потврдени на 18 ноември во централниот дел од државата. Епидемијата брзо се проширува и притоа угина рекордни 16 милиони живина. Во 2014 година угинаа 14 милиони живина. Објавивме највисок степен на тревога во обид да ограничиме ширење на птичјиот грип, изјави министерот за земјоделие. До сега нема регистрирано случаеви на заразени луѓе со тој вирус. Во организација на боречкиот клуб Балканец, утре во Штип ќе се одржи меѓународен турнир во борење, наречен Трофеј Штипски боречки асови. Годинава на турнирот се поканети и ќе настапат околу 150 борачи во пионерско-младенски категории од Македонија, Бугарија, Србија, Косово, Грција и Романија. На турнирот се поканети и угледни спортски работници, некогашни боречки легенди, како и пријатели и роднини на некогашните боречки асови. Турнирот ќе започне во 11 часот, додека пак свеченото отворање е во 14 часот во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип. Фудбалската федерација на Македонија синоќа на свечена церемонија во Македонскиот народен театар ги додели наградите за најдобрите во македонскиот фудбал за 2016 година. Главни беа младите фудбалери и нивниот предводник Благоја Милевски, кои се изборија за историски пласма на Европското првенство во Полска во 2017 година. Тие ја добија специјалната награда, а Милевски е избран за најдобар тренер.
Бесарт Ибраими од Шкендија го понесе признанието за најдобар играч во Македонија, додека членот на Палермо, Илија Несторовски, беше прогласен за најдобар репрезент на македонскиот фудбал. Ова се наградите од Фудбалската федерација на Македонија за 2016 година. Најдобар фудбалер и најдобар стрелец Бесарт Ибраими од Шкендија, најдобар репрезент на македонскиот фудбал Илија Несторовски Палермо, најдобар тренер Благоја Милевски на македонската млада репрезентација. Специјалното признание им припадна на младата репрезентација до 21 година. Најдобар стрелец кај дамите Афродита Салихи од екипата на Драгон. Најдобра фудбалерка Теодора Димовска, најдобар тренер во женскиот фудбал Илија Мандаров од екипата на Драгон, најдобар стрелец во младинскиот фудбал Александар Мишов од Академија Пандев, најдобар млад фудбалер Елиф Елмас од Работнички, најдобар клуб во младински фудбал Вардар, најдобар тренер во младински фудбал Југослав Тренчовски од Академија Пандев, најдобар играч во футсал Игор Леовски од Железарец. Наградата за најдобар тренер од страна на Фудбалската федерација на Македонија за 2016 година му припадна на Иван Божовик од Железарец. Најдобар фудбалски работник му припадна на Сергеј Самсоненко од Вардар. Најдобар судија според Фудбалската федерација на Македонија му припадна на Димитар Мечкаровски. Наградата за ферплеј ја понесе фудбалскиот клуб Хоризонт Турново и наградата за животно дело му припадна на Љубисав Иванов Дзинго. Ова беа сите содржини предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата која следи.